Германска фирма од автомобилската индустрија ќе отвора фабрика во Велес. Ова вчера во изјава дадена за национален медиум го потврди министерот без ресор за привлекување странски инвестиции Велес Самак. Тој вели дека фирмата произведува делови поврзани со пластика и електроника во автомобилите. Наредниве месеци половина се периодот кој Самак го детектира како клучен за привлекување на инвестицијата. Велес е во конкуренција со градови од Србија и од Бугарија. Во една од овие три држави ќе се отвори новата фабрика. Најизгледен проект до сега ни е повторно германска фирма од автомобилска индустрија, но со доста висока додадена вредност, комбинација од пластика и електроника, која за сега начелно го има избрано Велес како еден од локациите, иако не споредува со Србија и Бугарија тука, и наредниот месец и пол, јануари до крај февруари, се надевам че извршиме тие преговори и ќе успееме и во Велес да донесеме на нова гринфилд инвестиција. Најавите се дека изградбата на фабриката за автомобилски делови ќе чини 20 милиони евра. Во неа треба да се вработат околу 600 луѓе. Надлежните го детектирале Велес како поранешен индустријски центар, каде има квалификувана работна сила. Знаеме дека таму е добро за германската фирма, има доста квалификувана работна рака и градот има позадина на индустрија и дека ова ќе направи еден пресврт и во уште еден град надвор нормално од главниот град Скопје, и тоа ми е мене барем лично главниот фокус во овие наредни 2 месеци. Каде ќе се изгради новата фабрика, биле ли инвеститорите во градов, дали индустријските зони се подготвени за изградба на капацитети? Одговори на овие прашања очекуваме од локалната самоуправа, но и покрај нашите повици, денеска не успеавме да го пронајдеме градоначалникот Горан Петров. Тој не беше на работното место. Инаку интерес за инвестиција во Велес неодамна покажа и индиска корпорација на езерото Младост сакале да градат регионален образовен центар. Адвокатите бараат одложување или измена на законот за адвокатска маркичка. Ова денеска го договорија адвокатите од земјава на вонреден состанок во Велес. Утврдиле дека постојат многу проблеми во примената на маркичката. Добро е што и судот увидува дека овој закон има многу недостатоци, недоследности, недокажени работи, и мислам дека во најскоро време ќе дојдеме до измените, до усогласувањето, за да можеме да и ние во оваа фискална сфера да ги регулираме односите конечно да секојаш адвокат со државата. Адвокатите велат дека за сега ќе ја применуваат маркичката, така ќе работат до средината на идниот месец. До тогаш очекуваат законот да го преиспитаат Министерството за финансии и собранието. На 16 февруари ќе утврдат како ќе постапуваат во иднина. Адвокатската комора ќе одржи вонредна седница. Во интерес на сите да се изнајдат соодветни законски решенија кои ќе бидат применливи за да може да профункционира или овој закон или ќе се пристапи кон изготвување на нов закон за друго регулирање на готовинското плаќање. Законот за адвокатска маркичка се применува од почетокот на годинава. Со него се регулира готовинското плаќање. Нова постелнина добија 3 одделенија во Велешката болница. Со перници и чаршави ќе бидат обновени болничките кревети на гинеколошкото, интерното и хирушкото одделение. Нана за 10 години дека не се купени чаршави, перници, кебиња, униформи за вработените, заради тоа што секогаш сме купуриле со финансиски средства, така да оваа помош ќе ни значи многу, а во иднина би сакале, ако постои можност да добиеме уште повеќе, значи чаршави, кебиња, перници. Постелнината ја донираше приватна фирма од Велес која произведува медицински материјали. Сметавме дека најпотребно е тука да инвестираме во нашиот град, во нашата болница, на место кое што сите ние го посетуваме, и посакувам да има се повеќе ваков тип на компании кои што ќе покажат ниво на одговорност и кои што ќе покажат дека се грижат за условите во кои што живеат сите граѓани на овој град. Не да се грижат само за остварување на сопствениот профит, туку напротив и да помогнат тогаш кога е потребно. Надлежните во болницата се надеваат дека во иднина ќе добијат и униформи за вработените. Учениците и наставниците од основното училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот донираа сликовници, новогодишни пакетчиња и други производи на детското оделение при општата болница во Велес. Парите за донацијата ги собрале сами на хуманитарна акција.
се надеваат дека на овој начин на болните деца ќе им ги направат празниците малку повесели, а кај учениците ќе се развие чувството за помагање. Овој прекрасен гест на Централно основно училиште Джинот многу сите не израдува, посебно дечињата кои што се моментално во болницата, и секако тоа ќе допринесе да се чувствуваат посреќни, иако се болни, да можат побрзо да оздрават. Радувајте се на вашите поклони. Донацијата ја прими директорот на Велешката болница. Пријатно изненаден од гестот на училиштето, дел од прехранбените производи веднаш им се поделија на болните деца, останатите се сместија во играчницата. Од болницата велат дека сите донации се добре дојдени, ги поттикнуваат и останатите организации да го следат овој пример. Денешната донација содржи сликовници, содржи новогодишни пакетчиња, содржи бадникова погача со париче, која што исто така ќе им биде поделена на дечињата и вработените во болницата. Исто така има кифлички и други продукти кои што им беа поделени на дечињата. Освен ова, училиштето спровело и друга акција на градскиот пазар, продавале честитки кои самите ги изработиле. Со парите им поделиле новогодишни пакетчиња на децата кои питачат. Не ја губете вербата во Бога. Ова на родителите на деца заболени од церебрална парализа во Велес им го порача владиката на Повардарската епархија. И замолив родителите никогаш да не ја губат надежта, но постојано да веруваат и да се молат. И јас верувам дека ќе имаат мир и спокој, со бидејќи тој крст што го носат они, крстот на маката, крстот на страдувањето, Христовиот крст, тој им е даден за да го добијат Царството небесно. Повардарската епархија новие деца им организираше божитња забава. Во соработка со локалните власти и Друштвото на лица со церебрална парализа им подари новогодишни пакетчиња. Целиот овој живот кој што го поминуваме овдека на земјата, на вистина за овие семејства и за овие родители, можам слободно да кажам дека е со доста големи потешкоти, но се надевам дека ќе ги надминеме, се надевам дека сите проблеми на кои што доаѓаат и самите семејства и лицата со инвалидност, заедно со заеднички сили ќе успееме да ги пребродиме и да постигнеме лицата со инвалидност да бидат навистина граѓани на оваа држава и да си го заслужат местото кое што им прилега. Подареното новогодишно пакетче е символ за поврзаност, велат родителите на овие деца. Осеќаме дека не сме сами, едноставно има околу нас кој да не поддржи, да биде со нас. 5-та година поред се организира божитњата забава. Со самостојни советнички листи и поддршка на кандидатите за градоначалници од коалиционите партнери ќе настапи партијата Дом на престојните локални избори. Секоја општинска организација на партијата ја заокружува својата програма која допрва ќе ја промовира и годинава програмата на Дом е во насока на зелените вредности, па затоа посебно внимание се обрнува на Велес. За нас како Зелена партија, која што е релативно нова на политичката сцена, тоа е особено битно, затоа што тоа е понуда која што треба да се промовира и најдобро може да се промовира зелената опција на самостојна листа. Тоа ни се предлозите, ние се разбира се уште разговараме со ВМРО, немаме конечни некои решенија, меѓутоа секоја општинска организација се подготвува своји листи и си подготвува своја програма и во нас на тие програмски подготовки јас правам средби со сите општински организации. Заради општото добро на градот, председателот на општинската организација на партијата Стефче Дечев ја повлече својата оставка и продолжува со ангажманот за престојните локални избори. Вели дека отворена можност за соработка и дополнување на програмата имаат и граѓаните и невладините организации. Да се понуди заедничка зелена програма, каде што ќе дојде до израз можноста за промоција на зелените можности за Велес, зелената економија, она што е најпотребно во Велес вработувањето. Ја разгледавме општата политичка состојба, значи затоа и господја Лилјана тука како председател на Дом и пратеник во Собранието на Македонија. Значи, сакаме да ја пренесеме одлуката, она што беше како состојба во Дом, како ете моја понудена оставка. Сметаме дека правенствено ја повлекувам таа оставка поради разгледување на општата ситуација во Велес и сметам дека одредени лични насоки можат да бидат ставени во резерва. Пред се сакаме да ставиме приоритет во она што е општо добро за граѓаните на Велес, а Дом како општинска организација Велес
прв излезе со политичка поддршка во поглед на борбата против топилница и сакаме во таа насока за општо добро и како општинска организација она што можеме да го понудиме и како на национално ниво зелена програма. Претседателката на партијата е задоволна од она што е сработено од зелената програма во изминативе години. Биле донесени сите закони за заштита на животната средина, во завршна фаза бил и проектот за управување со води, а заштитени биле и голем број природни зони.